Советниците одлучија да ги намалат цените за гробни места и зонско паркирање. Во Охрид отворено првото советувалиште за брак и семејство. Институциите од Охрид заеднички во борба против дискриминацијата. Ангела Меркел по трет пат канцелар на Германија. Следува временската прогноза. Производство и изработка на огради, монтажни скали и конски работни маси од инокс. Внимателно одбрано. Безпрекорно изработено. Данкат ви донесува Метео. Денес во нашиот град имавме сончево време со максимална дневна температура од 21 степен Целзиусов. Воздушниот притисок изнесуваше 1016 хектопаскали, а дуваше и слаб до засилен северозападен ветер со брзина од 7 км на час. Во поголем дел од Европа во вторник ќе биде претежно сончево со локална облачност. Нестабилно со врнежи од дожд ќе биде понекаде во северна и североисточна Европа, а поинтензивни врнежи од дожд ќе има во крајните источни предели. Силен ветер ќе дува во северна, североисточна и источна Европа. Најстудено во Москва со температура од 9 степени, а најтопло во Мадрид со температура од 31 степен. На Балканот ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Силен ветер ќе дува во Јадранско, Јонско и Егејско море. Максималните дневни температури ќе се движат од 21 до 29 степени. Во Македонија во вторник ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Ќе дува умерен северен и северозападен ветер. Ветерот ќе достигне брзина и до 25 км на час. Утринските температури од 5 до 15 степени, а максималните дневни температури ќе се движат од 19 до 28 степени. Во Скопје во вторник ќе биде претежно сончево и ветровито. Ќе дува умерен северозападен ветер. Утринската температура од 12 степени, а максималната дневна температура ќе го достигне 25 степен. Претежно сончево и ветровито време го очекува нашиот град во вторник. Ќе дува умерен северозападен и западен ветер. Утринската температура од 10 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 22 степен. Во наредните денови ќе биде претежно сончево и топло со пораст на температурите. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со компанија Бако. Вкус кој не се заборава, компанија Бако конечно и во Охрид. Светски стандард за производство и преработка на зрнести и јаткасти производи, прашкасти и кондиторски материјали, бомбони, чоколади, сите видови суво овошје, локум, житарици и здрава интегрална храна. Хранете се здраво, живејте долго со производите на Бако. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридските советници се фатија за работа. Маратонска седница на Советот на Општина Охрид со дури 75 точки на дневен ред. Најмногу внимание побудија точките кои се однесуваа на измените на цените на услугите на јавните предпријатија. Охридските советници, иако ќе треба да почекаат на новите лаптоп компјутери до наредната седница, сепак и без нив 11-тото издание на седницата на Советот го минаа во вжештена атмосфера. Дневниот ред од 85 точки беше за 10 точки намален на барање на секретарот на Општина Димитар Спасевски, а бурна дискусија се разви уште на самиот старт од седницата по првата точка која се однесуваше на давање согласност на одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите кои ги врши јавното предпријатие Градски гробишта од Охрид. Вршителот на должност, директор на јавното предпријатие Градски гробишта Зоран Стефановски, истакна дека со донесување на оваа одлука ќе се воведат суштински промени и тоа намалени ќе бидат цените на гробните места, а јавното предпријатие ќе има можност да обавува и екстра градежни работи. Таксата
за гробарина на годишно ниво. За граѓаните кои што имаат едно гробно место изнесува 686 денари без ДДВ или се додава 720 денари. За граѓани кои што имаат две гробни места, цената изнесува на годишно ниво 1143 денари или се додава 1200 денари. И за оние граѓани кои што поседуваат 3 и повеќе гробни места, цената е 1429 денари или се додава 1500 денари на годишно. Јоне Станковски, советникот од редовите на ВМРО Народна, со предлог и за намалување и на цената на така наречената гробарина, предлог за кој сегашната локална власт се залагала како опозиција во минатиот совет. И затоа тоа ваше предходно ветување, јас денес како во предлог, да е 360 денари, значи, во самиот ценовник, значи да оди измена за плаќање на гробарина како такса, односно 360 денари со се додава на годишно ниво. Овој предлог на Станковски не помина пред советниците. Секретарот на општина Димитар Спасиски истакна дека со воведувањето на новите мерки и активности кои му се доделуваат на ова јавно предпријатие, истото ќе стане порентабилно и попродуктивно. Исто така нови цени ќе има и за услугите на јавното предпријатие Охридски комуналец. Зборед зборовите на вршител од должност Елена Скршевска, намалувањето ќе се однесува на намалување на цената за депонирање на шут на депонијата Мауцер. Потоа ќе се намалат цените на садниот материјал од расадникот на ова предпријатие, цените на услугите за ангажирањето на нивната механизација, како и цените за услугите на чистење после манифестациите кои се случуваат во центарот на градот. Досега имавме 3 групи на цени за манифестација, едната беше до 1000 посетители, другата до 1000 или до 5000 денари, така да третата цена што беше негде 52.000 без ДДВ, беше превисока за да може некој да организира некоја манифестација, односно не можете да ги наплатите судски пари. Во тој дел, значи, ги групиравме во две. Првата категорија се останува 16.550 денари, втората е на 38.200 денари, односно до 1000 посетители и на... Исто така измени претрпеа и ценовниците на услугите на јавното предпријатие Нискоградба од Охрид и работната единица Водовод од Проаква. Секретарот Димитар Спасиски истакна дека единствената причина за ваквата одлука е осугласување на цените на услугите на јавните предпријатија со пазарните цени. Овие цени, особено во јавните предпријатија Нискоградба и Проаква, ги правиме од причина што долги години не биле изменети цените и веројатно во минатото цените биле на висока непазарна ставка. Веројатно се плаќало со компензации, цесии, тие пари тешко стигнувале до јавните предпријатија и не било битно, значи, ценовникот да е прилагоден согласно пазарните услови. Покрај овие точки кои се однесуваа на изменување на цените на услугите на седницата на Совет, помина и предлог одлуката за давање согласност на одлуката за утврдување на цени за користење на спортски објекти и паркинг простори, со кои стопанисува јавното предпријатие Билјанини извори од Охрид, со што пак се намалија цените на зонското паркирање во градот. И спортот дојде на ред на оваа седница на Совет, па така советниците и дадоа зелено светло и на одлуката за одобрување финансиски средства за материјална поддршка на спортски клуб на подрачјето на општина Охрид, со што ракометниот клуб Охрид 2011 доби финансиски средства во висина од 25.000 евра, со кои ќе може да започне да функционира како акционерско друштво. На дневниот ред на денешната седница советниците расправаа и за годишните извештаи за работа на основните и средните училишта во општината. Првото советувалиште за брак и семејство од вкупно планираните 11 во земјава отворено во Охрид. Регионалното советувалиште за брак и семејство, кое ќе функционира во рамките на Центарот за социјални работи, има задача на конфликтните семејства советодавно да им помогне во надминување и идентификација на конфликтните состојби. Во Центарот за социјални работи во Охрид денеска беше отворено ново советувалиште за брак и семејство. Советувалиштето ќе функционира на доброволна основа и на граѓаните ќе им дава бесплатни услуги за надминување на проблемите во бракот и во семејството. Во советувалиштето ќе може да бидат вклучени и граѓани кои што стапуваат во брак со цел да се запознаат со нивните права и обврски. Ова советувалиште за брак и семејство верувам дека ќе придонесе во надминување на проблемите и намалување
на бројот на разводите во Република Македонија воопшто. Овој проект го најавивме пред отприлика месец дена. Веќе започнува да се реализира, спроведени се обуки од Заводот за социјални дејности и на вработените кои што ќе работат во советувалиштето за брак и семејство. Стручните лица кои што се вклучени во овие советувалишта се практично најискусните стручни работници од сите центри за социјална работа. Министерот додаде дека верува дека овие советувалишта ќе придонесат за демографскиот развој на нашата држава и во насока на зголемување на наталитетот. Во новото регионално советувалиште ќе работи тим составен од психолози, социјални работници и други стручни лица од Центарот за социјални работи, кои претходно поминале соодветна обука. Потребата за отварање на ваков центар, кој што ќе нуди бесплатна помош, како што нагласи министерот Спасов, произлегла поради тоа што во текот на изминатиот период во нашата држава се отвориле повеќе приватни советувалишта, кои што наплаќаат за своите услуги, а од друга страна, додаде тој, постојат граѓани кои што немаат доволно средства. Директорот на Центарот за социјални работи смета дека овие советувалишта ќе помогнат да се намали бројот на разводи во Охрид. Бројката на разводи во Охрид годишно се движи околу 40. Таа бројка е континуирана и истата е веќе подолго време. Стручни работници во Центарот за социјална работа работат постојано на такви проблематики и покушаваат со совети укажување на брачниве партнери, надминување на тие нивни проблеми. Профилите кои што ќе бидат ангажирани во советувалиштето за брак и семејство се педагог, социјален работник, психолози и правник. Калјоши открива дека и досега во Центарот се работела постапка, која што се водела пред судски развод, и тоа во случај кога брачните партнери имаат деца. Сега ова ќе е уште една форма за надминување и идентификација на конфликтните состојби во семејството, со цел да им се даде совет за надминување на таа ситуација, истакна Калјоши. Охридското советувалиште за брак и семејство е прво кое што се отвори во Македонија. Според најавите на Министерството во државава треба да се отворат уште 10. Институциите во борба против дискриминацијата, представници од полицијата, локалната самоуправа, институции од здравството, како и училиштата од градов, зедоа учество на оваа работилница со цел и тие да се приклучат кон заложбата на државата за постигнување на еднаквост и недискриминација по било кој основ. Представници од полицијата, локалната самоуправа, училиштата, како институции од здравството, преку работилница на Министерството за труд и социјална политика, ќе ги зајакнуваат институционалните капацитети за борба против дискриминацијата. Министерот за труд и социјала, Диме Спасов, истакна дека на патот на Република Македонија кон Европската Унија, клучно е обезбедувањето на еднакви можности за сите и недискриминација по било кој основ. Тој рече дека токму за таа цел се спроведува и работилницата насловена како зајакнување на капацитетите на институциите во борбата против дискриминацијата. Спасов потенцираше дека во таа насока е донесена и националната стратегија за еднаквост и недискриминација, како и водичот за спроведување на истата. Тоа е практична алатка наменета за стручната јавност за идентификување на случаевите на дискриминација по различни основи и делување во случај на дискриминација, како и за засегнатите страни кои што имаат потреба од заштита и од остварување на правото на еднаквост и недискриминација. Водичот се користи како дополнителна алатка во спроведувањето на обуките на над 600 лица, на државни и јавни службеници, на судската администрација, на социјалните партнери и на граѓанските организации за идентификување и за делување во случаи на дискриминација. Со проектот е предвидено да се спроведат 31 обука, а досега, вклучувајќи и оваа ден, се реализирани се 10 работилници и обучени се над 250 учесници. Оваа обука се спроведува под будното око на Британскиот совет, а со поддршка на британската амбасада во Република Македонија. Кристофер Ивон, британскиот амбасадор во земјава кој има искуство со работа во заштита на човековите права, вели дека ова е процес кој мора да се спроведе темелно. So it really does, for me, За мене ова е многу важно за вас, како луѓе кои доаѓате од вашите институции, да ја проширите ова идеја за еднаквост како човечки суштества, правата, еднаквоста и еднаквите можности за сите. Equality of opportunity and treatment for everyone. And I was really pleased to Многу бев задоволен што слушнав дека Академијата овде во Македонија
ги инкорпорира антидискриминацијската политика и ја спроведува, што е многу важно. Инаку, активностите кои што се преземаат во рамките на проектот треба да помогнат во подобрување и унапредување на националните капацитети, во спроведување и примена на политиките за спречување и заштита од дискриминација на централно и локално ниво. Воедно со проектот ќе се унапреди и соработката на релевантни институции и организации во насока на помош и поддршка на различни групи на граѓани во нашата држава. Овој проект започна да се спроведува од мај 2012 година, а се очекува да биде реализиран до март наредната година. Тимот на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле за потребите на Фудбалската федерација на Македонија изработи апликација за прикажување на резултатите од фудбалските надпревари организирани од ФФМ. Тимот на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле за потребите на Фудбалската федерација на Македонија изработи апликација за прикажување на резултатите од фудбалските надпревари организирани од ФФМ. Ова апликација дава можност преку користење на мобилни уреди официјалните лица да ги внесуваат резултатите од надпреварите кои се играат во моментот. Истите податоци во реално време се прикажуваат на веб страната на ФФМ. Тој им овозможува посетителите на страната во секој момент да знаат кои надпревари се играат, тековниот резултат, бројот на жолти и црвени картони, измени и слично. Душан Љубисавлевиќ од музичкото дуо Дуле и Коки почина денес предпладне на одделот за интензивна нега при ургентниот центар на клиниката за токсикологија во Скопје. Како што јавија повеќе медиуми, тој во саботата на клиниката бил примен во исклучително тешка здравствена состојба и со покачена телесна температура. И покрај борбата на лекарите за неговиот живот, срцето на Дуле откажало денес околу 11 часот. Пред 20 на години како студенти, Дуле и Коки формираат дуо со кој на македонската забавна сцена донесоа многу песни, кои беа неизбежен дел од секоја македонска забава. Само песна Ми затвара рана, виолина и гитара со која победија на Макфест 1997 година, Колку треба да се плати, Марама, Еј калдрамо и други. Неодамна за нив беше снимен и документарен филм во кој се говори за почетоците на нивната кариера, славата, плановите. Погребот на Дуле ќе биде утре во неговиот роден Штип. Да ги погледнеме и вестите од светот. Германскиот канцелар Ангела Меркел извојува историска изборна победа, со што го трасираше патот за добивање трет мандат на оваа функција. Демократската унија освои 41,5% од гласовите на германците на парламентарните избори. На Ангела Меркел и предстои тешка задача за избор на коалициониот партнер, затоа што партијата на либералите не го мина цензусот од најмалку 5%. Ова е одличен резултат, рече Меркел пред нејзините приврзаници во Берлин. Канцеларката Меркел сега ги има картите во раце, освен коалицијата со социјалдемократите можна и коалиција со зелените, што е помалку веројатно. При еден телевизиски настап Меркел увери дека е разбирливо дека ќе се вложат напори за да се овозможи стабилно мнозинство. Таа бара стабилна власт во Германија и нема да има рискантни игри. Канцеларката има намера да остане на чело на владата за целиот легислативен период до 2017 година. Голема коалиција во Германија последен пат имаше од 2005 до 2009 година за време на првиот мандат на Меркел. Исламиски екстремисти и натаму држат непознат број заложници во трговскиот центар во кенискиот град Најроби, каде што, како што јавуваат новинските агенции, и денеска се слушале експлозии и пукање. Сомалиската терористичка организација Ел Шабаб, која ја презеде одговорноста за нападот во центарот во кој загинаа 68 луѓе, а 200 биле ранети, денеска се закани дека ќе почне да ги убива заложниците. Кениската војска синоќа соопшти дека повеќето заложници биле ослободени и дека силите за безбедност ја презеле контролата врз поголемиот дел од центарот. Напаѓачите соопштија дека акцијата е освета за вклучувањето на кениската војска во борбите во Сомалија. Властите на Венецуела соопштија дека биле уапсени тројца припадници на националната гарда поради нивна поврзаност со откривањето на 1,3 тони кокаин во авион на Air France на релација Каракас-Парис. Се додава дека за истиот случај француските власти уапсиле 6 лица, тројца италијанци и тројца британци. Новинските агенции пресметале дека пазарната цена на кокаинот би била околу 200 милиони евра. Се прецизира дека дрогата била сокриена во куфери регистрирани на имиња
кои не биле пријавени на летот до Париз. Според француското Министерство за внатрешни работи станува збор за најголем откриен шверц на кокаин во историјата на Франција. Во Северна Кореја има повеќе дрога отколку леп. Во договор со корумпираните политичари и криминални банди, севернокорејските научници произведуваат огромни количини метафетамин наменет за извоз, со цел државата да ја зајакне својата валута, покажуваат најновите истражувања. Тоа предизвикало опасно ширење на зависност од оваа дрога во Северна Кореја, каде во одредени делови дури 50% од населението се зависници. Меѓу корисниците на метафетаминот се војници, жени кои го користат за контрола на тежината, болни лица кои не можат да дојдат до потребните лекови. Експертите проценуваат дека дури 40% од севернокорејските приходи од странство потекнуваат од незаконски активности. Почитувани, овде е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.